Bożynowski Marko! Bożynowski Marko! Bożynowski Marko! Bożynowski Marko! Hvala vi nosite!
Реал Мадрид во дуелот со МЗТ Скопје е апсолутен фаворит. Квалитетот и името се адутите на 8-кратниот европски првак. Големиот мотив, жешкиот терен и домашните навивачи се адутите на нашиот тим. Реал Мадрид МЗТ Скопје во живо од салата Јане Сандански. Овие резултати, исто така и она пропаганда која што имаше МЗТ во тоа време, нашиот клуб што го направи многу важна работа е што го направи договорот со А1 телевизија и со Љубомир Николовски, кој што перфектно ја одработеа цела сезона. Значи сите надпревари кои што ги игравме дома беа во живо на А1 телевизија. Надпреварите кои што ги игравме надвор се снимаа, па идеа како снимка. Меѓутоа Љубомир Николовски во тоа време, знаете, беше одговорен за NBA лигата, ги пренесуваше оние култни надпревари, ја мислам дека еднаш или два пати беше и на All Star надпреварите таму, и сето тоа искуство кое што го кумулираше од таму го пренесе тука, и стварно навистина беше задоволство и чест да си дел од МЗТ, да си дел од еден таков проект. Јас знам дека во исто време и Работнички играше, значи истата година и Работнички го играше истиот куп кој што го игравме и ние. И истата година и во Работнички доаѓаа големи имиња, зборам екипи, као што е Скаволини, као Тау Керамика. Меѓутоа, она што го имаше тука, населбата, навивачите, сплотеноста на цела населба. А на топтен овој пат едно ново име. Добро вечер, ова е прво плейоф издание на NBA Action. Јас сум Љубомир Николовски, а вие следите А1 телевизија. Историите ги започнуваме од... Добро, интересно е тоа што во тие години, во 90-тите, до оваа сезона 96-97, сите преноси на меѓународни надпревари, на тимови и на репрезентации ги правеше македонската телевизија. Ова е прв пат 96-97 МЗТ да направи договор со приватна телевизија. Јас имав убави односи со тогашната управа на МЗТ и А1 телевизија исто така. Тамо беа Барзов, Вуица Илиевски, Халим Муратагич, Драган Панковски, Стојан Ристевски ми се чини. И они собраа храбросете да не го дадат тој комплетна надпревари домашни на македонската телевизија, него да направат договор со нас. И тоа беше во тоа време стварно храбра одлука нивна, пошто некако по дефолт се одеше на македонска телевизија. И кога веќе ни ги дадоа преносите, тогаш со тој продукцијски тим во А1, режисер беше Саша Зајков, рековме да направиме нешто што не било направено до тогаш. Нешто што ќе направи разлика, што ќе го прифатат гледачите, и во тој правец направивме една интро емисија пред секој надпревар, најмалку половина час, со статистички податоци, со изјави на домашните и на гостинските кошаркари, со топ 10 листи. Се тоа беше многу интересно, многу ново. Се опитавме да земеме нешто тоа што го гледавме на NBA, на еден телевизија, да направиме некој микс и да видиме колку ќе биде успешно, и на крајот испадна дека е успешно и дека направивме нешто што еве после толку години уште се збори. Имавме договор со МЗТ, тим од двајца од А1 телевизија да одат на сите нивни патувања, но повеќето надпревари што ги гледавме како преноси од тамо не беа снимени од нас, туку беа снимени од локалните, односно нивните телевизии, таму каде што гостувавме, па од нив добивавме снимки на ленти, а ние нивните надпревари на нивните тимови што играа во Македонија, во Скопје, ги снимавме и им ги праќавме назад за да имаат и они снимки. Значи тоа беше договорот и со ТВ Еспања, и со Бугарската национална телевизија, со сите телевизии, со кои што со сите телевизии од земјите од каде што гостуваше МЗТ. Тоа беше договор. Ние кога направивме договор со МЗТ, веднаш стапивме во контакт со телевизиите, пошто имавме листа на телевизии кои што вршат преноси.
и веднаш стапивме во контакт со нив за да договориме една таква размена на надпревари, за да можат и они да гледаат што се случува во Скопје. Во тоа време сателитски преноси беа малце скапи и не беа сите заинтересирани да имаат директни преноси во живо, инаку ние бевме подготвени да им пратиме сигнали на сателит и да можат да гледаат што се случува во Скопје во живо. Но сите тие клубови кои што гостуваа во Скопје добија ленти и правеа снимки од тие надпревари. Секаде, Мадрид, Улм, во Плевен, во Бугарија, во Израел, во Бенфика, Лисабон, секаде. Сите тие патувања беа малку и напорни, пошто се бараше најефтината варијанта да стигнеме до градовите, а тогаш Скопје и не беше баш многу поврзано, така што моравме да менуваме по 2-3 авиона, беше напорно, но со тимот беше и забавно, посебно кога ќе стигневме во било кој град, во Лисабон, во Мадрид, во Порто, имавме доволно време да можеме да прошетаме, да ги видиме градовите, да се забавуваме на некој начин, така да беше интересно и убаво. Да не заборавиме дека тој надпревар всушност беше дочекан еуфорично, затоа што прво МЗТ Скопје одигра одлична партија во Мадрид. Во првото полувреме, ако се сеќавам добро, беше 42-42 нерешен. Дури во второто полувреме некако притисна кошаркарите на Реал, нашите попуштија, па се направи една позначителна разлика. Тоа е прв увод во тој надпревар. Потоа Реал како име, секако кај да гостува, не само во Скопје, предизвикува големо внимание, а МЗТ до тој надпревар немаше загубено ни една средба до. Почна, ако се сеќавате, увод во сето она беше, во таа еуфорија беше оној надпревар со Ратио Фарм, со Улм, кога победивме по 2 продолженија, а они имаа чиста топка за победа во последните секунди, ама она, како што ја викаат, после Божја рака, ја извади топката од кош, а после раката на Перо Блажевски уфрли тројка, па имавме продолжение и победивме. Тоа беше некако увод дека оваа сезона цела ќе биде специјална, дека нешто може да се случи позначајно. И после тој надпревар, всушност и гледачите, и јавноста, и сите од секој надпревар очекуваа спектакл, очекуваа победа, очекуваа се повеќе и подобро. Добро, види, ние прво игравме со Реал Мадрид у Мадрид. И кога го игравме, таму игравме прво полувреме нерешено. Ја не знам сега на кој беше од играчите таму, дали беше Сајо, дали беше Петревски, дали не знам, на некому му кажа, викам мене ова многу полесно ми изгледа него што очекував. Меѓутоа, после тоа они загазија, влезе боди рога и не победија 20 разлика. Меѓутоа, мислев дека потајно, дека со добра игра и со публика од наша страна, дека ќе можеме да ги победиме и така испадна. Ја имав тогаш имавме некои проблеми во екипа. Ја не играв многу во тој период. Књазев си имаше своја филозофија како тренер, си имаше своји принципи. Не отиду во Реал Мадрид, ама дома Реал Мадрид како ги сплескавме. Исто така да кажам, која една интересна случка, може да знаат љубителите, постари може не, али младите, пред да дое Реал Мадрид во Скопје, кога дојдоа во Скопје, значи пред надпреварот и за време на состанок во соблекувална, тренерот Желко Обрадовиќ, тренер Реал Мадрид, им вика на играчите, значи ве молам, сакам да ви напоменам дека во оваа сала има да ве чека пекол. И демек они се шалат, се смеат каков пекол. Ќе видите, вика, кога ќе влезете у сала, нема знаете кај се наоѓате, вика, ќе ви се стресат нозете и ќе ви се преседат. Може и тоа имаше некој удел. Ние знаеме како беше публиката, дека 2 сати пред секој надпревар во тоа време
салата беше исполнета до последно место, не знам дали знаат љубителите на МЗТ, столбовите во старата лименка, столбовите имаше скали за као железни скали, таму имаше народ. Значи немаше место кај да немаше место да седнеш, нема место кај да фрлиш игла, да најдеш место. Тоа е една многу интересна случка. И сега најголем успех што МЗТ го постигна, тоа е учество на Сапорта куп, Улеп куп, каде го победиме Реал Мадрид во нашата сала во Лименка со една разлика 68-67, каде игравме многу квалитетна кошарка и до тогаш во рамките на Југославија никој не го нема победено Реал Мадрид. Тоа беше прва екипа која го победи Реал Мадрид. Фактички ние станавме некој нешто во рамките на во Македонија, во Југославија и во Европа. Најинтересно може беше тоа кога играше во куп на преварите, Европскиот куп МЗТ. Ја не бев присутен, бев на пат во Женева и со бајде го пуштам телевизорот и на CNN како удар на се јавува Кајрон, МЗТ Скопје го победи Реал Мадрид 65-66-65 и ја даде снимката на двете слободни фрлања на Блажевски и самиот амбиент во салата и еуфоријата која владееше. Така да тие се моменти кои ето во играњето, во екзистирањето на клубот кој значеше многу за аеродром и се уште значи, али во тие моменти недоизграден аеродром беше главно место на собирање на младите, кои младите живеа за тој клуб. Немаш прилика да играш со Реал, да го победиш. И секако најлегендарната утакмица со двете слободни фрлања на Перо Блажевски. Стоев баш позади тој кош каде што ги изведуваше слободните фрлања, залепен бев вака на тој зидот со цигли, со тули позади, што беше меѓу двајца повозрасни, повисоки дечковци, вака памтам дека ги гледав, бев седмо оделение, ако не се лажам. Таа легендарна победа во Лименката против Реал Мадрид, убедливо најголемата победа на еден клуб од Македонија во било која кошаркарско надпреварување европско. И што би рекол и тогашниот коментатор Љубомир Николовски, чуда се случуваат во салата Јане Сандански, ако не верувате, прашајте го Улм. Така што тоа се веројатно најлегендарните надпревари што сум ги проследил јас и ќе ги раскажувам цел живот и на сите идни поколенија, и на моите деца, и на моите внуци. Дај Боже само да сме живи и здрави до тогаш. Така што да живее МЗТ. Веројатно сте свесни дека тишина е потребна, има графити, има чуда во аеродром, тие зборови. Па јас не сум ги видел, ама ми кажале, да. Реал кога дојде, овде веќе воздухот лебдеше дека нешто такво може да се случи, дека МЗТ може и да победи во тој надпревар. Инаку они дојдоа во полн состав, им фалеше само Арлаукас, еден американец, одличен крилен центар. И сите оние што беа шпанци беа убедени, дури арогантно убедени дека тука нема што да се прави муабет и дека ќе победат. Единствено двајцата балканци, Подирога и Обрадович беа малку воздржани затоа што знаеа што ги чека во салата. Не дека шпанците не играле на жешки терени, ама овдека салата е мала, гледачите ти дишат во врат. И како течеше надпреварот и како се ближеше крајот, а резултатот неизвесен, атмосферата стана пеколна, они стана конфузни и на крајот дојде до таа победа која што се испостави историска и за МЗТ и за македонската кошарка. Околу таа еуфорија интересен момент е дека јас, например, одев час и половина пред надпреварот за да направиме тонски проби, да се наместиме тамо. Ние местевме микрофони бубачки на кошот за да се слуша мрежичката која ќе пројде топката низ обрач и имаше работа пред да почне надпреварот. Велам час и половина предходно одев тамо и тоа беше таква еуфорија што колата морав да ја паркирам на 300-400 метри подалеку од сала затоа што немаше место кај да се остави. Народ собран пред сала за да влезат, вратите се уште затворени, они сите чекаа, тоа беше навистина една преубава еуфорија.
Уште еден интересен момент е дека Желко Обрадовиќ, кога заврши надпреварот, односно наредниот ден, они беа сместени во Континентал, па наредниот ден дојдоа пред сала, наш автобус ги возеше до Софија, дека лета од Софија до Мадрид. И на Желко Обрадовиќ му ги дадов лентите од овој надпревар, за да им ги даде на ТВ Испања, за да има снимка како што беше договор. И кога стигнале во Софија, не сакал да ги земе со себе, за да нема снимка и да остане надпреварот само на бројки, да не видат како загубиле овде во Скопје. Тоа е еден интересен, а малку познат момент. Мислам дека да не беше повреден Врбица Стефанов и на надпреварот во Скопје и тамо, мислам дека ќе го поминевме и Порто и ќе отидевме понатамо, затоа што навистина бевме подобри од тој тим, а Порто стигна и до, ми се чини, четвртфинали или полуфинали играше. Да, а Реал освоил. Така да, малку фалеше да се направи уште поголем резултат. Ете така, на жената ја кажува пред спиење за тоа кој сте, и реков, не сакајки дека римјаните го имале Колосеумот, ние сме имале вас и НБА. Не, тоа доаѓа внатре од тебе, ти не го размислуваш што ќе кажеш, не можеш да предпоставиш што ќе биде, ама тоа така се случи и навистина во тој момент ја слушав салата уште у еуфорија, а го гледам Перо дека се концентрира и некако ми дојде да кажам, божем, ќе ме слушнат у сала, ама испадна така, ете сега е графит. Перо Блачевски. Тишина е потребна. И Блажевски погодува! Блажевски погодува на 3 секунди до крајот. Да видиме, Оренга од огромна далечина. Не, победа на МЗТ! Победа на МЗТ! Кога дојде веќе вториот надпревар против Реал Мадрид, не размислувавме тук како ќе играме, него ние може да победиме. Се сменија некако размислување во нашите глави. После неколку такмици кога видовме дека можеме да се натпреваруваме со нив. Мислам, прво беше, од такмицата се секам, дали беше од 7 или од 8 сат, нема се сетам, знам дека салата беше полна во 4 сат. Имам многу другари кои се навивачи на МЗТ, кои се јавува за карти, за едно, друго, меѓутоа веќе беа во салата. Ние кои дојдеше, салата беше исполнета, што се вика дупка, игла не може кај да падне. Битна утакмица, битен надпревар за нас, дали ќе имаш и други битни, меѓутоа не знаеме дека ќе биде, меѓутоа имавме некоја верба. Меѓутоа знаеме дека Реал е Реал, со Желко Обрадовиќ и со Бодрога, меѓутоа едноставно немавме што да изгубиме. Се сложија коцкиците. Ние кои игравме во Купот на Европа, тога во екипата беа 10 играчи се играш, не беа 12. Сега има 12, што значи со 8 играчи, овие добри, ова, ние поминуевме многу надпревари. Овдека сега имаш 12 играчи и нема шанса на кој. Имавме изванредна соработка со играчите од тој период. Меѓутоа на повраток, реванш средата во Скопје, тоа беше невидено спектакл, да кажеме, и за публика, и за цела Македонија и Скопје посебно. Одигравме еден надпревар, кој што до сега беше невидено на наши простори. Имавме, као што реков, извареден тим кој успеавме сите коцкички како што треба да функционираат, за да можевме над големиот ривал да донесеме победа на МЗТ. И со тој надпревар се пласиравме за завршните игри на Европскиот куп. Нешто тоа нормално беше, многу лесна утакмица, затоа што ако изгубиш не е ништо да изгубиш од некој европски првак, да кажеме. Меѓутоа имавме таква среќа што во последната секунда Блажевски беше фаулиран и двете слободни фрлања успеа да ги погоди и така дојдовме до една победа со Реал Мадрид, кој еве до ден денески стално се слави као некој голем успех, да кажеме, на една македонска екипа. Тоа да го гледаш на телевизија да се најажиш, а не у сала. Се каже, да.
За Реал Мадрид приказната Пера Блажевски. У тоа време се појави една, кај што нигде не било, кога почеше песна од едно место, и фаќаше цела сала навијаш. Значи не мора да биде копот само, него ја прифаќа од сите трибини. Цела сала беше на Да, да. И затоа ние се зачудивме кога се пребацивме ваму, дека, ја викам, луѓе, па ние играме 30 години, 25-30 години играме у сала од 1500-2000 луѓе. Тоа се тие што доаѓале, што се навијачи, ние се очекуваме дека одеднаш има пак 6000. Не е тоа, не е баш така лесно. Реал Мадрид е сам да го гледаш на YouTube, да се најдеш о не, а не па да си присуствувал таму унутра. Да, еуфоријата голема. На сите тие такви големи утакмици, никад навијањето не може да биде некој врхунско, такви утакмици, да. Цело време си фокусиран за еден кош таму, кош ваму, кош таму. Ја не сум дански или лименка, како што има некое специфично значење имаше за нас, така да и имавме само доверба некоја и некоја хемија меѓу играчите, како што кажав, така да не беше лесно за противничките играчи да играат во таа сала. Некако самите навијачи, самата сала, самата атмосфера ти даваш некако ветар во грб да играш над 100% од своите можности. Така да и плюс ќе кажам, Реал Мадрид дојдоа во Македонија, више имавме некои победи направено во Еврокупот, така да имавме некоја самодоверба во нас. Па ја кажам, глупо е да кажам дека да, сигурно ќе победиме, меѓутоа сите некако потајно помислувавме или се надеваме дека постои барем малеска шанса да направиме изненадување. Што ни значи таа победа ни помогна после со победата на Бенфика и бугарскиот тим Плама од Плевен, да требаше исто ние пусто беше да ги победиме за да се пласираме. Фактички ние сите утакмици на домашен терен ги победиме. Тој период на надпреварување со Реал Мадрид ми освоевме 4-та позиција и се пласиравме за понатака на такмичењето. Меѓутоа као 4-ти ни падна Порто од Португалија, тие беа први во својата група со 10 победи. Одеднаш и прва игравме. Меѓутоа, овдека ние успеавме да ги победиме со 4 разлика и сега на реваншот во во Порто. Ние како, да кажеме, непознат клуб или помал Македонија, не бевме многу симпатизери на судијските, на арбитрите, да кажем вака, и така да тие со помош на судиите успеава да не победат 6 разлика. И така имавме резултатски многу, мислам, добри моменти за да победиме, меѓутоа у последните 40 секунди 3 пати ни зема топката. Те 3 секунди, те фаул напад, па кораци на Дин, тога е најдобар центар играч ни беше странец. И така да они успеева да не победат и ние како 4-ти, односно не се пласираме понатака, тука завршивме за таа година. 96-97 на нивото на Европа. Така мора да кажам дека испаднавме од Порто, за да знаат љубители на кошарката, тие постарите се сеќаваат, ама и помладите, дека влеговме во 32 најдобри екипи во Сапорто Куп. Испаднавме од Порто, значи дома победивме 73-69 резултат, на гости во Порто изгубивме 80-74. Значи за 2 поена само не влеговме во најдобрите 16 екипи во Европа. За да влезеш у 32 и у 16 екипи во тоа надпреварување не е мала работа. Значи треба да имаш квалитет, треба да имаш све останато за да можеш
да влезеш, не може случајно или на среќа. На среќа и случајно е еден надпревар, два надпревари. Ние таа година, значи сите надпревари што ги игравме дома, ги победивме со сите противници. И тоа може да кажам противници кои се со високо реноме во европската кошарка. И еден Реал Мадрид да го победиш дома, каде што игра Бодирога, тренер Желко Обрадович, најболи европски тренер и светски, игра Арла Укас, игра Џо Смит, игра Пабло Ласо, мислам дека играше сегашен тренер на Реал Мадрид, игра Михаил Михајлов, значи играчи од светска класа доаѓаат во Скопје и ние ги победуваме. Сите одиграат добро, тежок на крај надпревар, одбранивме последниот шут, Бодрега промаши, во следниот напад Блажевски на двочекор, на Зицер, фаулиран и знаете што се случи, побед двете слободни и победивме. Бодирога бие, нема кош, скок на Дин. Направи лична грешка, да видиме сега. Топка од страна. Треба некој да ја уфрли во игра. Бргу, Блажевски, 8 секунди до крајот. Блажевски оди кон кошот, лична грешка на 3 секунди до крајот. Перо Блажевски има средбата, го има надпреварот во своите раце. Очигледен прекршок на Дејан Бодирога. Ајде Перо, сега треба мирна рака. Навреме бара Александар Књазев тајм-аут, да се смири атмосферата, поточно да се смири Перо Блажевски. Тој е човекот на одлука во овие моменти. Тој го решава надпреварот. Без слободни фрлања, прецизно изведени, и славниот, големиот Реал Мадрид ќе биде на колена. Голема е заслугата и на овие навивачи, овие ги има преку 2000, може би 2500 во салата Јане Сандански за овој резултат. Резултат кој што може како бомба да одекне во Европа. Перо Блажевски. Да видиме. Прво слободно фрлање. Перо Блажевски бие, има кош! 68. И сега Оренга тамо се обидува да го деконцентрира нашиот Перо Блажевски. Игор Михајловски бара техничка, бидејќи Бодирога не беше во игра, само четворица Реалови кошаркари. Но да го ставиме сето тоа на страна. Има уште едно слободно фрлање за Перо Блажевски. Тишина е потребна. И Блажевски погодува на 3 секунди до крајот. Да видиме Оренга од огромна далечина. Не. Славето беше голем, беше изненадувачки, како за нас, така за публиката, така и за целата јавност. Мислам беше нешто во тој момент неостварливо и за нас и за целата кошаркарска јавност. Меѓутоа се случи, пак ќе кажам, беше изненадувачки, меѓутоа тврдам дека влеговме во надпревар со некакво не сознае, меѓутоа дека со можност нешто да се направи против Реал Мадрид. И славето беше огромно, како со менеджментот, со управата на клубот, со навијачите, со целокупната кошаркарска јавност. Мислам дека беше нешто незаборавно, што ќе памтам целиот мој живот. Сите надпред, тоа беше последниот надпред кој ни беше битен, беше со Бенфика, победивме, густ надпред, 2 разлика или 3, мислам дека 2. Потоа со Порто беше првото 16 финале, тоа мислам 16 финалето. Дома победивме 2, таму мислам дека изгубивме 3 разлика. И таму мислам дека утакмица тој надпред можеме да го добиеме малку несреќа, малку да кажам судиска помош на страната на домакините, може би не, така го толкувавме ние во тоа време. Перо Блажевски на двоче користо на влез, по наше мислење фаул, не досуден. Он е
он беше извонреден, изведен слободни фрлања, така веројатно ќе ги погодеше со еден разлика, можеби ние можеби ќе промаше, не се знае никогаш, ама Да. Ами исто така изгубивме на еден посе, што се викат, и не отидовме во осмина финал. Меѓутоа добар напред на двете страни. Тука го во Скопје можеби сигурно Врбица не играше, беше поред, Врбица не победен, сигурно да играше Врбица, мислам дека ќе успееме да победиме со поголема разлика. Сега веле се по наш врвот на гостувањето. Бевме 3 препуни автобуса, сигурно на 250 луѓе бевме. Пред салата има една пруга вака, па се качувавме горе со автобусите и си ги застанува автобусите, а пред сала они собрани еден куп луѓе, нешто не провоцира. Се симнавме, додека се симнавме, никој не остана. Кого фативме? Тоа е тоа. Знаат они добро како било, шо било. И у сала цело време имаше проблеми. Различно, друго време беше тогаш, не беа високи казните, али полицијата беше поригорозна. Поригорозна, влезеш ли у полиција, грбот како мемо ти го правеа. Не беа, сега е обратно, сега не те пипа никој, али ќе ти опнат 500 евра казна, оди сликај се ти, 2 казни такви, отиде годината. Исто така и гостувањето во Велес 96-та година, кога отидовме негде 5 автобуси, скоро мислам. Тоа беше масовност невидена, значи околу, а плюс и со коли дојдоа навивачи. Тоаш го загубивме тој надпревар, исто така беше доста тензично тоа. Па автобусите беа каменувани, па автобусите заминали за Скопје, па ние се сноѓавме кој како знае да стигне до Скопје вечерта после надпревар. 96-7 година имаше значајна улога во купот Раймондо Сапорта. Изигравме многу надпревари, победен беше и Реал Мадрид дома. Бевме на едно гостување меѓународно во Република Бугарија. Тогаш се следеше МЗТ, значи беше хит не само во аеродром, не само во Скопје, мислам и во цела Македонија. Како што растеше клубот, името на клубот, така растевме и ние како навивачи. Во 97 година дојде момент да моравме веќе да се централизираме како навивачка група, бидејќи почна да се појавуваат повеќе мали навивачки групи, нели приврзаници на МЗТ, и решиме да се централизираме. И дојде до формирање, да речеме, или до обединување под името Family, 97. Па името Family не беше нешто тешко да се избере, бидејќи ние во тоа време функциониравме стварно како фамилија. Клубот, навивачите, играчите, бевме по 24 часа заедно. Има едно култно место, кафанчето Роби, кај што пред секој надпревар ние се собиравме енергија, каде што се измислуваа песни, кореографии, пароли разни за секој надпревар со работнички, како што кажав, тоа беше посебна приказна. И така Family почна да функционира на едно друго ниво, да речеме, значи. Нема толку публика како што имаше во моето време. Зашто? Како? Не знам, ама мислам не е спорило. Поготово кој игра работнички МЗ, тоа беше празник. Салата беше полна минимум саат време пред утакмица. Дали во МЗ, дали во работнички, беше полна. Потоа исто салите беа полни, идеш во Гостивар, дојдеш во Куманово, свете секаде беше, што ви кажа, Жежок терен, Врюк терен, Кочани деликатес, Велес, секаде беше, и беше тешко, меѓутоа беше предизвик и она што викат exciting да се игра на таков терен. Поготово за кошаркар, кога си за спортиста, секој ше подобро да играш пред полн терен него ли пред празен. Таа сезона 96-97 тоа беше, мислам дека имавме квалитет и некако цела сезона одеше во тој смер, меѓутоа не може сетам каде изгубивме некаде на гостински терен, некоја непредвидена утакмица и падавме на трето место и сега во тоа време ќе кажам, значи салите беа полни, беше кој играш пред полна сала, кој играш на гостински терен, некако не е 50-50, одма иде 60-40, 65-35% за домашниот тим. Така беше некако. И тоа е моје мислење, не мора да е точно. И
сите утакмици против Жито Вардар беа на една-две топки, беа тесни, меѓутоа да жал изгубивме. Тоа во секој случај жалта е голема, мислам. Сакаме да донесеме прва титла во МЗД, меѓутоа не успеавме. Навистина, таа година беше година за паметење, година во која што, например, ние без проблеми го освоивме вториот куп на Македонија, го освоивме во Радовиш. Меѓутоа, и еден друг податок и тоа дека таа година, сакам да кажам колку беше силна македонската лига. Таа година, 96-та, ние, иако безпрекорно ја игравме Европа, дојдовме у ситуација да во домашното првенство не играме ни финале. Значи, ние изгубивме у полуфинале од Жито Вардар, страшен еден тим кој што и Дули Андоновски беше тренер, со Едвард, со Турман, со Ристе Дуганов, со Златко Поповски. Стварно одличен тим, каде што целокупната атмосфера во кошарката во Македонија беше на едно многу повисоко ниво. Го освоивме купот и мислам дека пред сезона или после сезона го освоивме супер купот. После сезона изгледа. На крајот изгубивме Жито Вардар, исто добра екипа. Они има предност на домашен терен. Ние мислам дека изгубивме некоја непредвидена утакмица и завршивме трети, они не победија 3-2. Ние победивме, они победија во, ако не ме лаже сеќавање, они победија во Велес, ние победивме во Скопје, па одлучувачкиот надпревар се играше таму и до тесен надпревар загубивме. Исто има двајца добри странци, добар плеймейкер Николче Петрушев, добра екипа. Да, Оркаспорт беше во Кавадарци, па од некои причини реши да се пресели во Скопје и стана спонзор на еден од спонзорите на МЗТ, да. Вечер го предава Страшо Мелковски, генерален директор на Македонија Табак. Инаку, ова фирма е покровител на нашиот шампионат, Мак Партнер А1 на лигата, а пехарот го додел... Вториот пехар имав среќа да го, како покровител на Мак Партнер лигата, да го доделам јас. И баш токму на МЗТ, кога МЗТ го победе тогаш Тиквеш, а Тиквеш во полуфинале го победе Работнички, во Радовиш беше утакмицата и го додадев на Врбица Стефанов како капитен на МЗТ. Дин имаше повреда слепот црево, што и ради тоа изгубивме од Жито Вардар. Не знам после кај отиде, знам дека не играше више. Знам дека му дужеа пари, сакаше да го зима телевизорот, Шваба го молеше само да не иде во Работнички. Не знам, за тоа го молеше да не иде во Работнички. Да не иде во Работнички. Значи тоа, а иначе, па тоа е, таа година го победуваш Реал, немаш титула да земеш. Немавме среќа за титула. Се имавме за малку, Работнички за несреќа. И они беа добар тим. Во тоа период има повеќе странци купено, има центри од Југославија, Србија. Ја ги донесов тие Работнички, уште 93-94 година. Така да не успеавме да направиме некој, да кажеме, што МЗТ очекуваше таа шампионска титула до многу време. Меѓутоа, мислам дека челниците на МЗТ у тој период беа многу поназад од квалитетот што располага играчкиот кадар и не успеа да направиме поголеми подвизи. Така да негде веќе 99-та се изменја многу работите, се повлекоа. Па МЗТ као комбинат почна да се приватизира, се распадна и така остана со помали приходи, да кажеме, и така многу играчи веќе почнаа комерцијално да напуштат МЗТ за поголеми средства во другите клубови, а некои отидои у странство. Кој имаш ти добар квалитет играчки, да кажеме, и ова е добар управен одбор, тоа лесно би било да бидеш. Тоа е многу лесно сега, меѓутоа се разводнија квалитетите. Па во интерес на
кошарката во Македонија би требало да биде помалку, за да може шанса да се даде на нашите млади играчи, за да може повише да се експонира, за да можат да направат на ниво на Европа поголеми резултати. Меѓутоа, за 6 странци, тоа е фактички многу, тоа е цела екипа. И сега новите тренери, млади и сега што доваѓаат, тие секако се борат за резултат. И не им е битно дали е македонски играч, дали е странен играч. Така да они се борат за новата нивна екзистенција и за афирмација лична. Со резултатот нормално се прави и добар резултат. На секој аеродромец, такмицата со Реал Мадрид, цел живот ќе остане во сеќавање. Сега за 2 недели правиме 25 години од најголемата победа во мак кошарката. Во старата Лименка, каде што нашиот клуб ги допри најголемите височини, и многу ми е криво што во тие години раководството на КФМ и политичките чинители едноставно не дозволија МЗТ ниеднаш да стане шампион на Македонија. Замислете само, да речеме, до 2000-та година работнички да имаше 10 титули, МЗТ да имаше 7-8, каде ќе беше ривалството денес? До каде ќе одеше сето тоа? Мислам дека немаше да се доведеме во оваа ситуација која што е денес, да нема повеќе од 200-300 посетители на трибините. Дури и пред да почне пандемијата со коронавирусот беа мизерно посетени тие надпревари, за жал. Овој проектот од Љубомир Николовски, тимот, управата, значи направија да навистина сите се чувствуваме поносно, затоа што навистина резултатите кои што ги направивме беа стварно достојни за Јас знам дека по завршувањето и на мечот знам дека пред почетокот на секој надпревар во Еврокупот по 2, по 3 часа салата беше, значи пред да почнат надпреварите, салата беше полна. И навистина беше еден момент за уживање. Добро, јас во тие надпревари влегував емотивно затоа што имавме ентузијазам и сакавме и ние што подобро да направиме, а тимот на МЗТ беше одличен. Значи, тоа беше убаво селектиран тим и по мене клучен момент во тој тим беше што управата реши тренер да биде Александар Књазев. Значи, он така го состави тој тим, така ги знаеше сите кошаркари, што на сите им даде посебна задача како фигури на шаховска табла. Кога ќе влезеше, било кој знаеше која му е задачата и што треба да прави, а Књазев знаеше кого да стави, кого да повлече и сето тоа многу убаво се вклопи за на крајот да донесе таков резултат. 99-та година јас решив пред некои околности во клубот да се повлечам од први тим и превземав младинската школа во МЗТ. А за мој, оствари прв тренер на МЗТ, ја го предложив и му бев као соработник на Александар Петрович. Тука неколку години бевме заедно, после што се однесува за тренерската кариера, за првиот тим, дефинитивно се откажав и работев само со младинската школа, која броеше у тоа време од 100 деца. И се негдека до, не знам кој, 2015-16 година бев во МЗТ активен, а меѓутоа стално бев како да кажам, симпатизер или во функција стално бев присутен на надпреварите кои беа што се играше МЗТ во АБА лигата. Па да ти кажа, јас што сум работел со сите играчи, тие ми биле као деца. Не сум имал посебно онакво. Меѓутоа може да се издвоја дека уработнички, меѓу првите бил Георгиевски. Немам посебно еден да го изведам, меѓутоа сите беа како, ти кажам, една фамилија. За мене најдобри на ниво чак на Европа може да каже дека Иво Данеју беше прв.
Како иначе има плеяда многу. За мене лично како тренер можам да кажем најголемото достигнување се 93-94 година бев прогласен за тренер на годината во Македонија, а исто така со МЗТ 96-97 по втор пат бев прогласен за тренер на годината. Кога игравме со Реал, со тие со најголеми успеси за клубско надпреварување. Може да се каже и дека сум бил 75-та година, 73-та со репстација на Југославија. Златни дечки што ги викаат тие, славни Чосич, Дели Пајич, Дали Башич, така. Бев као помошник тренер на репстацијата на Југославија, со Верко Новосил, освоивме прво место на Балканијадата во Истанбул. Истата година, после отидовме за Америка на школско патување за целата репстација, цел месец бевме таму, а јас понатака бев и као со Слободан Ивковиќ, братот на покојниот Ивковиќ Дуда, заедно тренери на Берепс, младинската репстација на Југославија, учевме на преварите као куп направен, као лига беше за младински до 20 години. Тоа е од поголемите вака, кажем, достигнување на тренерската категорија. Баш на ова место, пред овој графит во ова мало, прв пат се запознавме со Марче. Марче ми е прв другар од детството и заедно предавме многу убави моменти, жмурки, граници, родендени, премногу фудбали, постојано зборувавме за нашиот заеднички успех, како еден ден двајцата ќе изиграме за Барселона. Јас фудбал, Марче ракомет, но не ќам да размислувам за она што се случи, туку само неубавите моменти, спомени поминати со нашата деветка. Марче беше голем човек, пример за спортист, искрен, верен и чесен другар, вистински аеродромец и голем фан на МЗТ. За Марче аеродром представуваше се и од мали нозе имаше таа страст и љубов кон плаво-белата боја, кон плаво-белиот дрес. Заедно ги делевме моментите кога МЗТ прв стана шампион на Македонија, моментите кога МЗТ доминираше во АБА лигата. За нас, ние Марче вечно ќе опаметиме и тој за нас има само датум на раѓање. Неговото дело понатака ќе живе преку спортскиот центар Марко Божиновски во Новолисича, каде сум сигурен дека таму ќе никнат многу нови таленти кои што ќе ги следат неговите чекори, како што Марче го представуваше неговиот ракометен тим Бутел, но и нашата репрезентација на Македонија. Марче, живееш вечно. Марко беше многу повеќе од другар, вистински брат. Едноставно колку и да пробам, што и да кажам, секој збор, секоја реченица каде што ќе пробам да го опишам ќе биде премалку. Човек препон со енергија, цело време насмеан, позитивен. Не верувам дека ќе сретнам повторно човек тако во мојот живот. Имаше некоја позитивна енергија што зрачеше од него. Беше растрчан на сите страни, од тренинзи до излагања, до девојки, до друштво. На вистина еден предобар човек. Пример за вистински аеродромец, несебичен. Се надевам дека генерации на луѓе после нас ќе го запамтат Марко, затоа што тоа на вистина тој он го заслужува. Марко е син на Сашка и Ристе Божиновски. Марко е син на сервис кру. Марко е син на аеродром. Марко е син на Скопје, Марко е син на Македонија. Марко е другар. Марко е другар од најмладите генерации до најстарите. Марко е и брат. Со еден збор, Марко е икона.